Кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМНЕ Никола Мицевски денес на пресконференција презентираше дел од инфраструктурните проекти предвидени во изборната програма, меѓу кои и реконструкцијата на патот Штип-Кочани. Ќе се изврши реконструкција и проширување на постојната ширина на коловозот во должина од 26 км. Трасата започнува од Штип, продолжува помеѓу неколку населени места и завршува во Кочани. Оваа инвестиција е вредна 23 милиони евра. Понатаму, патот Штип-Радовиш ќе се гради на ниво на експресен пат со широчина од 11,4 метри, односно со 2 ленти за возење и 2 за застанување. Вкупната должина на делницата изнесува околу 38 км, а вредноста на оваа инвестиција е околу 60 милиони евра. Исто така, предвиден е експресен пат на релација Велес-Штип до Кадрифаково, проект што ќе се изведува во 3 фази, од кои првата со должина од 6,3 км веќе е завршена. Носителот на листа од СДСМ за изборната единица Тројка, Маријанчо Николовски, денес во Делчево ги коментираше најавите на ВМРО ДПМНЕ за отпишување на долговите. Тоа е, според мене, еден обид за манипулација со гласачите, бидејќи ако беше власта сериозна и сакаше да ги отпише долговите и да им помогне на социјално најранливите категории на граѓани, тоа требаше прво да го направи кога се носеше законот за радиодифузна такса, односно за аудио и аудиовизуелни услуги, и да ги ослободи корисниците на социјална помош од плаќање на радиодифузна такса, а не сега да чекаат милост од владата пред избори за да ги придобијат нивните гласови да им ветуваат отпишување на долгови. Тоа е несериозен однос, делење на граѓаните и по мое мислење нарушување на нивното достоинство и подценување. СДСМ и ВМРО ДПМНЕ денес во Штип се договорија за местата кои партиите ќе ги користат за бесплатно лепење на плакати. Ние ќе го почитуваме максимално правилникот за плакатирање и секако после завршените избори наша обврска е, како што и секогаш ќе исполнуваме, да ги отстранеме истите тие плакати во најкус можен рок. Ние очекуваме фер изборна кампања, исто така очекуваме и од нашите противници да помине се во најдобар ред. Ќе ги почитуваме изборните правила до самиот крај на изборната кампања.